Дай ја гуската. Шо? Дай ја гуската, бе. Како да ти дам гуската, ефенди? Гуската не е твоја, гуската е на бегот. Чија? На бегот. Абе, дај ја гуската кога ти велам, оти го гледаш жандарот. Ама чекај полека малку, бе, ефенди, бе, како? Мајсторот ќе ме отепа, бегот жив ќе ме одере. Што да му кажам ако ми ја земиш гуската? Немој така да Како бе, ќе му кажеш, гуската летна. Ја извадив и летна. Како бе така гуската лета, отиде бегот, рече, отиде на кафе, вика да пијам кафе, рече одма ќе се вратам да се земи гуската. И како сега ти дам гуската, кога не е гуската твоја? Немој така, ефенди. Абе, дај ја гуската, кога гледаш жандарот. Слушај, дај ја вам гуската. Што го гледам жандарот? Ти реков бе. Ама не можам бе, ефенди, разбери ме, ќе ме даде насуд. Абе, нека те даде, бе. Јас сум кадијата, кај мене ќе те даде. И шо? Ти ќе му речеш само, кога ја извадив, летна гуската. Ама друго да не кажуваш. Само ќе велиш, ти се ќе велиш летна, другото си е моја работа. Не бива таа работа, бе, ефенди, бе. Како така печена гуска летнава? Ајде. Ајде, не зборуј кој ти велам. Ти реков, го гледаш жандарот. Го гледам де шо? Така, само така ќе велиш гуската летна. Ај, земи ја гуската, бе. Нема чекај. Ти реков, само така вели и ич не бери гајле. Ама чекај. Не разбра? Ама чекај, бе. Нема чекај. Ама чекај, бе, ефенди, бе, како бе, каде ефенди, бе? Абе, како летнална печена гуска, бе? Како да му кажам, бе, ќе ме одере жив кад... Ете белја работа се. Ете белја работа се, што да правам се? А? Гуската печена летнала. Те треба се правам на будала дека летнала гуската. А? И кој ќе окрка стапот, ја ќе окркам. Ајде да му се не види. Ох, море мајко ми. Ох, море мајко ми. Убаво. Готово е. Ајде, се ли изваде од фурната? Се е испечено, газда се е извадено. Донеси ја гуската од бегот, еве го кај калфата, тој измекерот, да ја земи. Абре, донеси ја што си застанал тако, да си болен? Види го. Абре, шо е? Шо е? Дај ја гуската на бегот да му ја дадеме. Ја нема. Како бре нема? Беше тука и што бре, што се стори? Летна! Како бре летна? Така е, вака стори, вака со крилцата и летна! Летна глата твоја сега. Сега ќе како може? Печена гуската летна. Абе, луѓе, сте на луѓе готе! Леле, около! Што, да не си измори? Си измори. Ај, одмори се малку. Потпри се на дизот. Така. Уште малку ќе стигнеме кај кумот и ќе се договориме за името. А зошто? Нели Гоце ќе биде? Не, Јане. Зошто Јане? Па види, Гоце е убаво име, ама знаме ден Гоце многу мал, а вака, со голем нос. Па да не му остане само носот. Арно велиш. Јане ми е некако поголем. Така е, ајде. Така, утре одиме в црква. Црква, е? Црква треба да идеме. Арно. Женички, што ти направи? Ништо не ме, не се секире. Не се секире, ништо не ме. Олеле. Моли мајко. Не се секире. Ништо не ме. Те уби. Ништо не ме. Сега ќе ми плати. Ништо не ме. Те боли? Не ме боли. Не ме Сега ќе ми плати. Не ме боли. Не се секире, ништо не ме.
Слушай, брат, татко убо рече. Нивчето е за тебе. 2 хектара е, ама за тебе. Не може, то не може. Што не Татко може? не можел тоа да го рече. Еве, Како не? јас сега како пред мене да го гледам, ко ми Сега ти вели, ќе ми кажеш, нивчето само за тебе, не за брат. И јас го гледам пред мене и ми вели братски да подели. Абе, како братски? Не може братски. Пола на пола. Братски, не. Сега ти ќе ми кажеш, јас знам што ми рече. Јас знам како може татко да рече. Ај сега. Братски, тикви. Абе, да даде Господ да удри гром па да те отепа. Ти си ми бил некаков брат. Прости, пријателе, не те видов. Ајде, стани. Не прави ја белјата поголема, стани. Пријателе. Абе, што направи, бе? Отепав човекот. Прости ми, пријателе. Прости ми. Што ти стори дека тоа буде летинка, бе? Леле, аме ми то тепа, бе, брат, бе, ле. Остана нивчето сега, ма ти ми отиде, бе. Не мислев така, бе, брат, бе. Не мислев така, бе. Бе, ако не те стигнам овде кај кадијата, ќе те стигнам, бе, мамичето, бе. Абе, од другата страна. Ене го таму. Слушај ме, ти сега мене убо синко писару. Види го дедо ти во суретот, цел си плукнат на него. Само носо си го види. Ама да не остани работата на тоа, ќе треба убо да ја учиш оваа сколија, писарлакот. Сетне кадија да станеш. Оти думаш кого судевме оној Лазара од Барахо за франгите. Сега ова ќе биде друга работа. Затоа 4 да ги отвориш, да ги опулиш очите, отварај тефтерот, запишувај и школата да ја ватиш. Ко што треба. Така. Сега вас да ве опитам да кажете она за гуската. Кој го тоа прв почна? Кој го сега тоа прв почна? Па гуската? Се почна со гуската. Гуската што ја нема. Ајде, бегу, поели, бујрум, кажи што имаш да кажеш. Јас не барам ништо друго, само мојата печена гуска. Зошто не му ја дадовте гуската на бегот? Пиши бе ти, пиши. Како да му ја дадам кога... Што кога? Ај зборувај де. Кога ја нема? Летна. Како летна? Имаше крилја? Имаше. И со нив летна. Имаше крилја? Кади бабе, со крилја беше. Со крилја. Не се носи гуска на печење со крилја. Затоа летнала. За друг пат бегу да си знаеш. Кога ќе носиш гуска некаде да печеш, да биде без крилја, оти пак ќе ти летне. Ај води си сега. Ама Кадио... Нема ама, бре, нема ама. Се знае тука кој кажува, кој суди. Јас сум тој што кажува што е право, а што е криво. Ај сега, момчево од тебе ослободено, така, да си знаеш и за друг пат ова да не го заборавиш како се пече гуска. Без крилја. Ај сега, оди си. Сега, кој е наред? Јас, Кадио,
мене прв ме снајде маката. Отидов да купам леп и тој ме акна со лопатата и ми го извади окото. Како сакаш ти момчево да го судиме? А? Па се знае, Кадио, око за око, зад за зад. Око за око. Јако да? Бидува, ќе го казниме така. Еве, он ќе го извади окото и ќе го ставиме кај тебе. Само ти прво да го извадиш то око, за да можеме неговото око кај тебе да го ставиме. Не бидува, Кадио. Како така? Како да го извадам окото? Ќе ме боли? Значи боли, а? И ако боли, ај, надвор, излегувај. Ти бараше око за око. Не барам ништо. Не. Јас ќе си одам, а оково ќе ми оздрави. Не барам ништо. Кој е сега третио што се жали? Јас, Кадио, сакам тешко да го казните. Ние одејче на кај кумот, со жената, тој ја турна жената во дрвото и таа падна и се исплаши. И бидејќи беше трудна, го изгуби детето. Барам око за око. Па добро де, лели така сакаш, така и ќе направиме. Ти ќе му ја дадиш жената кај него, да седи 9 месеци, па тој ќе и направи друго дете и ти ќе си го добиеш детето пак назад. Така, да ти врати око за око. Ама, Кадио, не играј си со мене. Кај бидува да му ја дадам жената и, како што велите, тој дете да ми прави... Не сакаш? Тоа не ти се бендисува? Значи го ослободуваш и ти, момчето. Ај сега, ој си ти. Што судење ќе е ова? Јас сам ќе си направам дете. И да си направиш. На маката што е имало момчето, сега и вие тука душата ќе му ја вадите. Така е, Кадија ефенди, така е. Јас не сакав. Јас само сакав главата на рамене да ми остане. Толку многу ме брка и ме гонеа. Ти да молчиш. Тебе ништо не те прашам. Сега да видиме кој е наред. А ти? Со братот, а? Јас сум, Кадија. Само, со мене нема лесно така да помени. Не е ова гуски патки шатки. Неродено дете, извадено, довадено, невадено око. Не знам, крилја пресечени, непресечени. Работата е за брат ми. Што за брат ти? Што му е на брата ти твој? Што му е? Тоа му е што е мртов. Ово е овде го тепа. Од зидот падна право нагла и го тепа. И што бараш да му биде казната? Како што си е правдината. Око за око. Сакам неговиот брат или, ако нема брат, неговата сестра, да се погуби. Око за око. Така нека биде. Умрел човекот не е шега. Јас не сакав да го отепам, Кади ефенди. Јас скокнав себе си да се отепам. Оти поарно ќе беше да беше така. Оти ако ме фатеше мајсторот, жив ќе ме одереше. Толку многу ми беше страх, толку многу ме гонеа, толку една цела сурија што не знаев кој ќе ме тепа, кој ќе ме брани, Кади ефенди. Ти да молчиш. Човекот бара око за око и ќе му дадеме. Ќе направиме вака. Сега ќе појдеме пак кај Дзиздон, кај што умре брат ти. Тогаш ќе направиме вака. Калфата сега ќе застане на местото од брат ти, а ти ќе се качиш на Дзиздон горе и ќе рипнеш врз калфата, да ќе го отепаш. Да. Што? Јас да скокнам од тој висок зид, па да не го погодам и да се отепам? Не сакам. Па и тој можел да се отепа ако не го погодил брат ти. Ти сакаше око за око. Ако не сакаш, хајде, врви си го патот. Кадија, јас не мислев така, јас мислев дека... Ти како што мислиш не е право. Оди дома и мисли.
сетне ќе ти текне дека не е право тоа што го мислиш ти. А од тебе момчето ослободено. А сега, ајде, врви си по патот. Па може и така и ќе да е подобро. Ајде. А ти бе? Ти пак на што се жалиш? Ај, Се жалам. Се жалам и го тужам овој овде, оти да не ми го дотужи да ракава 2-3 пати. зошто го тужиш? Ете де се жалам оти сакат да ме прави дека сум мал во умо. И оти бегот си го изгубив за моштерија. Толку убав моштерија како бегот, ете така ми оти. Што да правам сега? Еми јас тебе ништо не те разбирам. Па тоа де што сака да ми каже оти печената гуска летнала. Јас сум сведок. Јас со своји очи ја видов гуската како летна. И леташе, долета над мојата куќа. Бре, мафтај со крилцата, си избори, падна во мојата куќа и токму пред мене на трпезата. Ја гледам гуската, велам, шо да и правам ја? Ја гледав и ја суправив. И сега што да правам? Еми ништо не. Што ќе правиш? Сега калфата ќе си го земеш и ќе си оите на работа. Ќе си оите у дома си. А тоа што бегот си го изгубил за муштерија не е голема работа. То не е нешто. Ами него го изгуби за муштерија, мене ме доби за муштерија. Ете така. А и така да ти кажам, бегот нешто требаше да ми даде. Па сега во ЕСА-пот сме тамам. Ајде сега, ојте си со здравие. Гуска со Ö се пишуваше или со Ö?